Во денешниот дневник на ТВ ќе гледате. Владата го усвои извештајот за состојбата со природното и културното наследство на Охридскиот регион и напредокот во спроведувањето на препораките. Овој месец мисијата на УНЕСКО доаѓа на мониторинг во Охридскиот регион. Сите инволвирани страни во изградбата на автопатот Кичево-Охрид денеска во посета на трасата. Комисијата за заразни болести предложи да се прогласи епидемија на голема кашлица во Скопје. Основното училиште Григор Прличев со прекрасна свечена приредба го одбележа својот патронен празник. Со содржините во дневникот започнуваме веднаш по временската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Денес во Охрид имавме умерено облачно време со сончеви периоди и максимална дневна температура од 13 степени Целзиусови. Во четврток над Британските острови ќе се наоѓа центар на широко поле на низок воздушен притисок, кој што во западна, северозападна и централна Европа ќе услови нестабилно време со пообилни врнежи од дожд кои ќе бидат проследени со засилен ветер. Локално во североисточните и источните предели врнежи од снег. Во останатите предели претежно сончево и релативно топло време, а во северните, североисточните и во источноевропската низина многу студено време. На Балканскиот полуостров утре ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност. Ќе биде ветровито и топло. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 11 до 18 степени. Во Македонија во четврток ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност. Ќе имаме ветровито и топло време со дневни температури кои што ќе бидат над повеќе годишниот просек за овој период од годината. Минималните температури од -2 до 5 степени, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 10 до 20 степени. Во Охрид во четврток ќе превладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Минималната температура од 4 степени, додека пак дневната ќе достигне до 14 степени. Во Охрид во петок ќе превладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Минималната температура од 2 степени, додека пак дневната ќе достигне до 12 степени. Во сабота умерено облачно време со сончеви периоди. Минималната температура 4 степени, дневната 12. Во недела облачно и нестабилно време со врнежи од дожд се очекува да наврнат до 15 литри. Минималната температура 6 степени, додека пак дневната ќе достигне до 12 степени Целзиусови. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Дана Бела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект.
Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бауцентар на улица Железничка. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Владата го усвои извештајот за состојбата на природното и културното наследство на Охридскиот регион и напредокот во спроведувањето на препораките. Задолжена е Министерката за култура како председателка на Националната комисија на УНЕСКО да го достави извештајот до Центарот за светско наследство на УНЕСКО. Владата на вчерашната седница ја разгледа и ја усвои информацијата од Министерството за култура за изработката на извештајот за состојбата со заштитата на природното и културното наследство на Охридскиот регион и напредокот во спроведувањето на препораките од одлуката на Комитетот за светско наследство на УНЕСКО. Владата го усвои извештајот заедно со ревидиран стратегиски план за рехабилитација на природното и културното наследство на Охридскиот регион 2023 до 2030 година. Министерката за култура задолжена е како председателка на Националната комисија на УНЕСКО на Македонија во соработка со Министерството за туризам и животна средина и Министерството за економија, култура и иновации на Република Албанија да го достави извештајот до Центарот за светско наследство на УНЕСКО. Извештајот, како што информираше ресорното министерство, е подготвен врз основа на доставени релевантни информации од владени органи, ресорните институции и организации, локалната самоуправа и останатите засегнати страни, што се однесуваат на реализираните, тековните и планираните активности во насока на заштита на прекуграничното светско природно и културно наследство на Охридскиот регион и исполнувањето на препораките на мисиите на УНЕСКО. Овој месец мисијата на УНЕСКО доаѓа на мониторинг во Охридскиот регион. Ке се проверува на терен до каде е спроведувањето на препораките за зачувување на културното и природното наследство. Еколозите и активистите не се оптимисти. Велат препораките не се исполнуваат. Научната фела повикува на поголема свесност и граѓаните треба да се вклучат во заштитата. Мониторинг мисијата на УНЕСКО овој месец доаѓа во Охридскиот регион. Ке се врши увид до каде е спроведувањето на препораките, дали регионот ке го сочува статусот на светско природно и културно наследство. Активистите се погласни, велат ниту една од 12 препораки не е исполнета. Според нив расте бројот на дивоградби, а и натаму има забележителна урбанизација на крајбрежниот појас, особено во Струшкиот дел. Дури што имаме и уште полоша ситуација, се влошуваат. Повторно дивоградби имаме, повторно урбанизирање на крајбрежниот појас. Имаме специјална една точка која што се однесуваат за Мауцкер, каде што во Ријад, еве, тука е одлуката и викат да деталниот урбанистички план да биде суспендиран за Мауцкер, додека не се направи физибилити студија врз за влијанието врз културното и природното наследство таму. Никакво поместување немат од мртва точка во однос на заштитата на природното и културното наследство. Единствено ние граѓаните и организирани преку граѓански организации реагираме за овие ситуации. Ама нас никој не слушат. Сите ги слушаат Националната комисија на УНЕСКО, Министерството за култура, Министерството за животна средина, а реалната ситуација на терен од ден во ден све поќе и поќе се влошуваат. Охрид не е музеј, но е светско наследство и треба да се развива во строго утврдени рамки, смета научната фела, оттаму повикуваат на поголема свесност и граѓаните да се вклучат во заштитата. Оно што сакам исто да го потенцирам дека институциите секако ја имаат својата улога, но и ние како граѓани. Ние како граѓани треба да знаеме дека
Културното наследство е предмет на заштита во еден поширок контекст. Со секое наше делување, било да е тоа економско, значи, или поврзано со целокупната наша активност овде, треба да биде обоена во духот на заштитата. Значи да гледаме дали со тоа придонесуваме кон заштитата или му штетиме на заштитата. На крајот на денот ние сме горди што сме дел од овај регион, ама тоа не треба само со зборови да го покажуваме, туку и со дела. Значи заштитата е општа одговорност. На конференцијата на УНЕСКО во Париз на крајот од минатата година, заклучокот на комитетот беше дека е забележан ограничен напредок во однос на спроведувањето на препораките. Министрот за транспорт и врски Благој Бочварски и директорот на јавното претпријатие за државни патишта Ејоп Рустеми денеска во посета на трасата на автопатот во изградба Кичево-Охрид. Покрај нив присутни беа и сите инволвирани страни вклучени во изградбата на автопатот, професори од градежен факултет, проектанти, изведувачи, подизведувачи и надзор. Проблемите во изградбата на автопатот Кичево-Охрид се од проектантско-техничка природа. На трасата се појавуваат дополнителни свлечишта и за секое едно од нив потребна е дополнителна проектно-техничка документација за стабилизација на косините. За голем дел од тие косини ова ќе биде трето поред проектирање поради појава на свлечишта и одрони, истакна министерот за транспорт и врски Благој Бочварски, кој денеска заедно со директорот на јавното претпријатие за државни патишта и професори и експерти од градежниот факултет во Скопје беа во обиколка на автопатската делница. Треба да се отвори постапка за дополнително проектирање, да повторно бидат повикани проектанти, повторно после проектирањето да биде повикана ревизија која што ќе се направи на таа проектна документација. Од таа проектна документација ќе излезе и предмет пресметка која што ќе ги даде и количините и начинот на новата реализација на тие косини, односно решавањето на тие косини, пошто ќе влезе механизацијата на терен и ќе работи согласно новата проектна документација за разрешување на сите овие спорни точки. Ова е типичен пример како се реализира еден многу лош проект, затоа сме сите тука заедно да ги согледаме сите проблеми, рече директорот на јавното претпријатие за државни патишта Ејоп Рустеми. До сега имаме 13 слечишта, каде што ние како јавно претпријатие за државни патишта прво треба да избереме, да најдеме технички решенија за сите овие 13 нови слечишта. Па потоа да се проектират и потоа да имаме инфраструктурни проекти, одобрение за тие инфраструктурни проекти, па можеби ќе се појавуваат поново експроприација и на крај да се решат и да се изградат. Рустеми појасни дека од вкупните средства предвидени за изградба на автопатот, од речиси 600 милиони евра, досега се потрошени 420 од првиот кредит, а на располагање се уште 178 милиони евра од вториот кредит. Дали ќе има потреба од дополнителни средства, ќе се знае откако ќе бидат направени сите дополнителни пресметки за новите свлечишта. Во меѓувреме на трасата, таму каде што нема проблеми, се работи тековно. Во однос на договорот со Синохидропак, во моментот се преговара за рокот на реализација, зашто јавноста ќе биде дополнително информирана. Комисијата за заразни болести предложи да се прогласи епидемија на голема кашлица на територијата на град Скопје. Председателот на комисијата Петличковски нагласи дека препорачуваат забрана за прием на невакцинирани деца на пертусис во градинките и се очекува овие мерки да го поттикнат интересот за вакцинација. Комисијата за заразни болести на денешниот редовен состанок одлучи да предложи на владата Министерството за здравство прогласување на епидемија на голема кашлица на територија на град Скопје. Одлуката доаѓа откако се потврдени 18 случаи на пертусис или голема кашлица, од кои 15 на територија на Скопје и поради тоа што бројката на заразени изминативе денови расте. Прогласување епидемија звучи малку страшно, но реално тоа треба да ни олесни во справување со ризикот кој доаѓа со оваа заразна болест, изјави доктор Александар Петличковски, председател на Комисијата за заразни болести. Тој додаде дека од страна на Институтот за јавно здравје е подготвено упатство за постапување во услови на епидемија и потенцира дека клучна е вакцинацијата на децата против оваа заразна болест. Клучните активности треба да бидат насочени на пополнување на промашените вакцини кои
се нивото на вакцинација, опфатот со вакцинација за пертусис не е на задоволително ниво, значи тука треба да се фокусираме да поправиме она што е промашено во изминатиот период. Затоа ќе ги повикуваме сите кои ја пропуштиле вакцинацијата предвидена со редовниот календар, ќе предложиме да се организира работата на вакциналните пунктови во 2 смени и дополнително во сабота да се примаат деца за вакцинација. Исто така препорачуваме забрана за прием на деца невакцинирани за пертусис во градинки. Очекуваме овие мерки да го поттикнат интересот за вакцинација, бидејќи фокусот на заштита е на најмалите деца, бидејќи оваа болест е најтешка токму за нив, кажа доктор Петличковски. Имунизацијата за пертусис по редовен календар започнува во вториот месец и дури една доза заштитува од сериозен тек на болеста. Комисијата препорачува да се зајакне работата на службите за превенција и поинтензивно да се пребаруваат вакциналните списоци и да се повикуваат сите деца на школска возраст кои не се вакцинирани и ревакцинирани. Матичните лекари ќе добијат упатства изработени според насоки на Светската здравствена организација за упатување на суспектни случаи на тестирање за пертусис. Со прекрасна свечена приредба, основното училиште Григор Прличев го одбележа својот патрон празник. Во чест на својот патрон, учениците од основното училиште Григор Прличев вчера вечер приредија богата свечена приредба која се одржа во Центарот за култура Григор Прличев. Пред бројните ученици, родители, граѓани и гости од збратимените училишта своје обраќање имаше директорката Лилјана Ефтимовска. На свеченоста во име на општина Охрид присуствуваше заменик градоначалникот Перчо Божиновски. Во рамки на програмата беа изведени неколку музички точки на хорот и оркестарот на училиштето. Публиката имаше можност да ги слушне првонаградените литературни творби од училишниот литературен конкурс и да проследи драматизација на народна приказна подготвена од учениците од предметна настава. Потоа следуваа прекрасни танцувачки точки на традиционални македонски песни на кои настапија учениците од оделенска настава, подготвени со помош и поддршка на нивните наставници. Пред почетокот на свечената приредба се одржа и ликовна изложба на цртежи од учениците, на која беа доделени и наградите од литературниот и ликовниот конкурс, посветен на ликот и делото на Григор Прличев. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Хамас доставил понуда за прекин на војната во појасот Газа како одговор на минатонеделниот предлог кој го испорача Египет и Катар со поддршка на Израел и САД. Според нацрт документот до кој дошол Ројтерс, во понудата на Хамас биле предвидени 3 фази, а секоја од нив би траела по 45 дена. До крајот на третата фаза Хамас очекува двете завоени страни да склучат договор за ставање крај на огнот. Во првата фаза би требало да се изврши размена на израелски заложници киднапирани на 7 октомври за палестински затвореници, во втората фаза треба да се обезбеди обнова на појасот Газа и третата фаза целосно повлекување на израелските сили и размена на телата на загинатите. Според предлогот на Хамас, сите израелски заложнички помлади од 19 години, како и возрастни и болни, би биле ослободени во првите 45 дена во замена за палестински жени и малолетни лица кои се наоѓаат во израелските затвори. Мажите кои се во заложништво би биле ослободени во втората фаза, а посмртните останки на убиените заложници би биле разменети во последната фаза. Милитантната група во предлогот наведува дека ќе бара ослободување на 1500 затвореници, од кои 1/3 би била одбрана од списокот на палестинци кои се осудени на доживотен затвор. Масовен ракетен напад врз Киев и други украински градови. 2 силни експлозии се слушнале во центарот на Киев околу 7 часот утрово по локално време, а уште најмалку 2:45 минути подоцна, објавиле киевските медиуми. Градоначалникот на Киев Виталий Кличко изјавил дека се активирани системи за противвоздушна одбрана и ги повикал луѓето да останат во нивните засолништа. Оштетени биле 20 згради, а засега нема извештај дали има жртви или повредени. Цела Украина била во состојба на готовност за воздушните напади. Свлечиште затрупало 2 автобуси на Филипините, при што повредени се 11 лица, соопштиле официјални представници. Свлечиштето се наоѓало пред рудник за злато, а било предизвикано од обилните врнежи кои зафатија оваа држава. Автобусите ги превезувале вработените во рударската компанија, се наведува во соопштението, пренесува Ројтерс. Агенцијата за катастрофи издала наредба и за евакуација на 5 села на островот Минданао.
Се срушила петтокатница во Бадалона во близина на Барселона. Загинале најмалку 3 лица, јавуваат локалните медиуми. Спасувачките екипи се на лице место и бараат затрупани лица под урнатините. На местото на несреќата се наоѓаат 13 противпожарни екипи, 5 амбулански единици и тим од психолози. За сега не е позната причината за колапсот на зградата. Од предпазливост евакуирани се и станарите на соседните стамбени објекти. Цариниците на аеродромот во Минхен во куфер пронашле 1,4 милиони евра. Како што пренесува магазинот Феникс, на крајот на декември при безбедносна проверка, вработените на аеродромот го снимиле куферот, што е рутинска мерка, и ги забележале банкнотите, пошто веднаш ја известиле царинската служба. Портпаролот на Царинската истражна канцеларија соопштил дека кога заминувате од земја надвор од Европската Унија, сите суми над 10.000 евра мора да се пријават на царина, што сопственикот на 1,4 милиони евра не го направил тоа, туку се обидел да се качи во авионот, но истражителите го дознале неговиот идентитет од багажот и го запреле. На барање на јавен обвинител, истражниот судија на окружниот сад во Ландшут наредил одземање на готовината и на осомничениот му одредена мерка притвор. По претрес на неговиот стан подоцна истиот ден, инспекторите нашле уште готовина и машина за броење пари. Ова е се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за довербата. Пријатно.